Веќе имаме следната содржина во 10 часот и 20 минути. Јас би требало да имам колешката Ида Протуѓер од Виена. Ида, добро утро. Добро утро, Саша. Прво да те прашам, овдека беше минус 17 утринава, сега е негде околу минус 7-6 и така натаму. Како е во Виена? Мислам дека ќе ви се подстопли наредните денови заради тоа што минус 17 беше кај нас пред 2 дена. Минус 17, минус 11, така нешто, меѓутоа сега веќе денеска е 1 степен, се бајле многу врнеше снег, не толку колку во Скопје. И прогнозите се дека од утре веќе ќе се кренат температурите на кај 9 степени. Јас те замолувам и да, ако може уште една-две информации, каква е ситуацијата со пандемијата во Австрија? Не ни е тоа целта на овој разговор, ама да те искористам бидејќи е нешто што е апсолутно актуелно. Да, во Австрија тука ние сме практично во локдаун од 1 ноември. И рестораните и баровите ништо не работи од 1 ноември. 2 недели беа отворени продавниците пред Божик и сега се отворени од пред ми се чини дека една недела, така нешто. Но само продавниците, не работат хотели, ресторани, ништо. И не е дозволено дури ни надвор да се постават ни столици, маси или некако да се направи некое импровизирано дружење. И вчерашните најави беа дека тоа ќе се задржи до Великден. Великден тука паѓа на 4 април. Така што после тоа ќе видиме, меѓутоа ситуацијата е многу тешка. На граници сега има, како да кажам, застој заради тоа што се бара негативен тест од сите при влез. За да одиш, да речеме, на фризер или некои услуги такви, мора со тест. Меѓутоа тука има бесплатни тестови, има аптеки каде што даваат бесплатни тестови. И има места каде што може да се пријавиш и многу брзо да се тестираш бесплатно. И да, тоа е извореден вовед во она што сакав да те замолам да поразговараме, бидејќи ти последниве години се специјализираш во една област која што и кај нас е ретка, а која што пандемијата можеби ја исфрла уште повеќе на површина, тоа е со способноста за менаџирање на процеси, на управни некакви механизми, на дури работење во кризи и така натаму. Како се одразува токму пандемијата и ова што го говориш, овие локдауни, овие, како да кажам, пренасочување на сите комуникации, процесите на одлуки, носење и така натаму во едни виртуелни услови и така натаму. Дали е тоа предизвик, шанса за нешто повеќе или е сепак штета која што не може да се надмине дури ни со напорите на новите технологии и прилагодувањата кон овие нови услови на кои што веќе година дена живееме? Сашо, можам вака да ти одговорам дека на клиентите и на воркшоповите на кои предавам, секогаш кажувам дека поважно од она што се случило е што сме научиле од тоа. Значи, ова што ти викаш дека или тоа ќе остане така, тоа не би требало да остане така, бидејќи ние секогаш стекнуваме искуство од она што се случило и одиме понатаму со тие искуства. Да речеме, растеме. Извини што јас слушав претходно дека имавте гостинка, не имав можност да видам дискусијата во живо, само аудио. Беше, мислам, Славјанка Петрова од СДСМ. И цело време постојано ми влегуваше во уво, бидејќи сензибилизирана сум за за начинот на комуникација, бидејќи тоа сега и го системски бизнес коучинг, системски организацијски развој ми е особена тема, е она blame game. Значи, кој е крив? Вие направивте така, ние направивме така, меѓутоа не можам да открием целта. Да речем, еве се зборуваше за некакви намалени казни и не можам да разберам дали е целта да се придобијат граѓаните или да се постигне целта за која постои казнениот систем или да се за она која се воведуваат. И можам да кажам дека, да речеме, еве во однос на пандемијата, не можам да кажувам или да судам како се справила Македонија или дали тука подобро се справиле, бидејќи секоја ситуација си е комплексна и секоја ситуација си има своја, како да кажам, динамика и особености. Меѓутоа е важно да видиме што се случило и ние каде сакаме да одиме, која е големата слика. Да речеме, ако сега е процесот во пандемија, како сакаме како држава да се справиме во однос на вакцините, каде сме потврлиле, да речеме, во Македонија, дали сме имале план Б, дали сме имале план С, дали ова се направило. Место тоа ние постојано слушаме обвинување на другата страна
или додворувања, или едноставно нема големата слика и нема дискусија, како што ти реча, околу процесите. Имаме ли шанса да се промениме, или е тоа можеби некаква, како да кажам, екстензија и манифестација на цела една политичка култура? Ние можеби тешко ги менуваме навиките, дури кога околностите ќе се променат. Се разбира дека има можност за промена секогаш и меѓутоа каде е фокусот? Дали е кон проблемот или кон решението? Тоа е клучната работа. Да речем, имав еден пријател што стана менаџер во Македонија и ми се пожали дека цело време постојано доаѓаат луѓе во организацијата и постојано му зборуваат за проблеми. Вамо има проблем, таму има проблем. Ја вика, сум преплавен од проблеми, ја не знам ни како да ги решам. И прво, мојот совет беше, кратко ќе го кажам, ама не е тоа поентата на ова што сакам да го кажам, е да ги замоли дали може 5 минути од состанокот да посветат на проблемот, а 20 минути или 25 колку што ќе преостане за да зборуваат за решенија. Бидејќи во Македонија има една идеја дека менаџерот, или да речеме дека ние сме некако, извинете вака не израз, ама како послушничка нација. Чекаме насоки, или се преклонуваме, или се бунтуваме, меѓутоа одговорноста да го преземаме својот живот и на македонците во сопствените раце, како да го нема. Добро Ида, ако смеам да ти упаднам, овдека на вистина сите чекаат во принцип државата да им ги реши проблемите. Да, меѓутоа нема една точно и тоа, да речеме, јас не можам тука да кажам дека има условно речено вина на граѓаните, но граѓаните го користат единствениот инструмент, а тоа е да казнуваат. Да речеме на избори. Проблемот е инклузивноста. Еве да речеме во вашата организација, можам да ви дадам за системски, што значи системски коучинг во однос на вашата организација или телевизија. Вие, да речеме, собственикот ја формирал заради идеја, да речеме, да заработи, да има профит. Секој од вработените има некаков интерес. Некој е за комуникација, некој си ја сака работата, некој затоа што за плата или други интереси. Што е поентата? Како би одела таа организација, да речеме, напред? Каде сакаме ние да се видиме, мислам, еве вие, нели, наредната година? И сега се прават стратешки цели. И тука и се спомнуваат стратешки цели во претходниот разговор, ама тоа се, мислам дека само флоскули. Сите вие треба да си ги исонувате, да речеме, условно речено, целите. Што би сакале, како би сакале да се развива телевизијата. Ама да се праша секој, бидејќи не знае менаџерот, не има менаџерот и тон мајстор, и светло мајстор, ниту пак ги знае како вие гостите. Значи, тимот треба да се собере и да ги сонува целите. После тоа одсонување влегува во едни реални рамки, кои се можностите за тоа да се направи. И третата фаза е критичка, што би можело да се најде како пречка, за да се најде нели план Б или да се модифицира планот според можните пречки. На ниво на Македонија би рекла дека политичките партии нема воопшто инклузивност со граѓаните. Граѓаните само формално или само како флоскула се употребува дека тие се слушаат. Можам да ви кажам само еден пример од тука, еве бидејќи се приближуваат локалните избори, таму по Македонија. Овде ние добиваме на домашна адреса писмо каде што ни кажуваат дека Социјалдемократската партија предлага или размислува за одредени проекти во нашата општина и ние да заокружиме што е тоа од наш интерес. За после тоа, значи ви кажува дека тоа нема да бидат дефинитивни проекти, нели, после ќе се одмерат можностите и ќе ни дадат фидбек назад, нели, што е тоа остварливо и како може тоа да се направи. Меѓутоа има слух. Значи, што ние мислиме, како тоа да се формира, да се внесе како нашиот инпут во партиската, да речеме, програма и после тоа како да се работи на целите. Овдека дискусијата во Македонија постојано, колку што слушам на вести, е тој направи тоа, тој направи. Една blame game е постојано и ние не можеме да научиме да си ги сонуваме целите, па да видиме кои се реалните можности. А тоа е одговорност на власта првенствено. Таа треба да ги обедини, да направи, да речеме, една, јас сум пишала, мислам дека и во колумна, да се направи една конференција, ние каде ја гледаме Македонија за 10 години. И да се покани опозицијата, и стручната јавност, и сите оние кои можат да придонесат со некаква идеја. Да речеме, Груевски тоа сакаше да го прави порано, меѓутоа тоа беше лажно. Тоа беше како фасада, да речеме, се градеа Потемкинови села.
Ама техниката на тоа да се прашуваат граѓаните сега треба во еден чесен манир да се изведе. Тоа е моje мислење, се разбира. И да се исонуваат и после тоа, меѓутоа нема инклузивност бидејќи има поделеност на табори. Ние немаме време тука за да дебатираме, меѓутоа има еден интересен модел на спирална динамика на Грейвс и тоа е поставено на каде се наоѓа, да речеме, начинот на комуникација околу кои вредности се организираат луѓето, да речеме. Јас на воркшоп сум ги прашала учесниците што за вас значи birds of a feather flock together. Знаете што е она сличностите да се држат заедно. Што е за вас сличности? За некого е тоа да биде иста нација. За мене се исти вредности. Ако ние се обединеме околу некои цели, да речеме дека ни е подобар квалитет на живот, тогаш можеме да ги собереме ресурсите со кои располага Македонија во однос на материјални ресурси и човечки ресурси и да видиме како ние тие цели би ги оствариле. А во тоа за жал има само на хартија, нема една енергија дека тоа навистина сакаме да го направиме, да си ја исонуваме иднината, па да видиме кои се реалните рамки каде таа да се стави, него наместо тоа ние се делиме на табори и нашата банда против вашата банда, граѓаните се разочарани, си имаат еден сон за Македонија, политичарите имаат еден сон како да се доберат до власт и да искористат додека се на власт и тоа е според мене неконструктивна дебата. Да, и да те слушам внимателно за ова што го говориш, но дебатата подразлива респект на различни мислења, одека различните мислења во принцип се разбираат како нелојалност кон партијата или лидерот и потоа критериумот е лојалност, а не е критериумот разликите во мислењата и обидот тие да се обединат. Но добар влез ми направи околу локалните избори. Извини, само една работа за да не изгубам мислата, бидејќи многу убаво го кажа сега ова, значи сакав да ти кажам дека ние комуникација насочена кон цели. Точно е тоа дека може да се свати како нелојалност, меѓутоа ако ние ги поставиме целите, јас и во воркшоповите за организацијски развој и комуникација насочена кон цели, тоа го кажувам. Ако вие на колегата му кажете или комуницирате на начин не твојата работа е лоша, него каде е твојата работа во однос на целите кои сме си ги поставиле на организацијата, тогаш тоа ќе се деперсонализира. Значи ние зборуваме за цели, а не зборуваме за ти мене, ја тебе сум ти направил, него каде се нашите цели? Да те прашам, ние немаме цели за да зборуваме. Бидејќи ова се разбира звучи баш како што треба по книга и така. Како е во реалноста? Отворени ли се луѓето кон овој вид на менување на себе си во крајна линија, бидејќи секој без разлика на кое ниво во организацијата или во политиката или во во општествениот живот има некаква суета и многу тешко се решава да попушти пред своите интереси, како што и самата говориш, па дури пред своите сништа. Има ли овој вид на разговори, на овој вид на стручно водење на тие процеси резултирали со промени кои што се ефикасни, ефектни во системите за кои говориме? Тоа е целта. Јас можам да кажам, да речеме дека на лично ниво многу од клиентите кои ќе дојдат, да речеме, кај нас доаѓаат со намера другите да се сменат. Не доаѓаат со намера. Тоа ми е одличен поента е тоа. И тоа, меѓутоа еви мојата условно речено реченица е бидете како мото што го користам, бидете автор, а не актер во сопствениот живот. Значи, секој се раѓа во одредени околности. Да не забораваме, јас кога ќе ми кажам некој нели ваква е ситуацијата тешка, јас имам почитување бидејќи не е дури ни битно што се случило, него битно е како ние сме го доживеале. За вас може да биде некој нели мал настан, за некого да биде тоа траума. И тоа е битно да се респектира. Меѓутоа сите ние се раѓаме и живееме во одредени околности. Да не забораваме дека има луѓе што изгубиле све. Имало луѓе што, не знам, биле затворени во концентрационен логор и преку ноќ бил тој почитуван, работел еднашка буквално е до гола кожа соблечен. Прашањето главно е што ние во овие услови, во тие зададени услови можеме да направиме за себе. Затоа што ако ние се поставиме кон тоа дека ние не можеме и сега ова е крив, тој ми направи и ние не откриеме собствената моќ да ги промениме работите, тогаш нема ни да настане промена. На личен, па дури ни на организацијски развој. И тоа се случува на лично ниво, да речеме ќе дојдат и со прашања и со разговори, се
нели обидот е да се смени фокусот на тоа, да се смени околината кон тоа што можам, каков јас одговор можам да дадам кон овие услови во кои се наоѓам. Што можам јас да направам во однос на моите цели. Значи да се дефинираат тие цели, што сакам јас во мојот живот, нели, моето зошто, и да се оди кон тоа. Така да и тоа би се превело и на организацијски развој. Ние имаме со една колешка 2 типа на воркшопи. Едните се кон фокусот кон јас, а другите се кон фокусот кон ние. И тие се кон организацијски развој, фокусот кон јасен личен развој. Добро, сепак на крајот приказната се сведува на лидерите. Тие се тие од кои што се очекува да ги воведат, да ги применат овие нови начини на управување, на, како да кажем, реструктурирање, на некаква реконструкција, реформа на начинот на кој што се носат одлуките. Или е тоа нешто што може да потече од базата? Знаете што мојот исто воркшоп на тема лидерство и leadership skills не е јас можам, него we can, ние можеме. Поентата е што во светот се повеќе има лидери, меѓутоа нема толку шефови. Лидерот тој што ќе можеби даде идеја, што ќе даде импулс, треба да даде инспирација за останатите. А после тоа целите да се дефинираат заеднички. Ако, да речеме, секој има различен интерес на почетокот, ви кажав, лидерот е тој што треба да ги инкорпорира тие интереси во цели, ама не тој сам, него заедно со тимот, бидејќи не може ништо сам. Можам да ви кажам дека, да ви го дадам примерот, исто што го кажам на воркшопи, е со шатолот Challenger, знаете, 86-та до катастрофа што довел. Значи, имало одлични космонаути, супер опрема, све перфектно, освен еден многу малечок дел, што се вика O-ring, и тој не функционирал и настанала катастрофата. Значи, целината е битна, затоа е системски коучинг. Најслабата карика е исто така важна, од неја зависи целиот систем. Значи, лидерот е тој што треба да инспирира, а во светот, да речеме, во организациите, не знам дали знаете за агил менеджмент, дека нема шефови, него просто лидерот има шеф по функција и седнува со тие што се одговорни за работата, се дефинира планот и после секој си работи. Не треба да дојде Сабајли да рече шеф, ја денеска не знам тоа и тоа сработив, него тој си знае, може да работи од дома, од хоум офис, може да работи на работа, ама тој знае кои цели и за колку време и за која динамика треба да ги заврши. Значи, поентата е лидерот да инспирира и да ги вклопи интересите и секој да биде значен. Ако вие не го прашате тон мајсторот или светло мајсторот, кои се предизвиците во неговата работа, и не го вклопите во целите зидната година во телевизијата, вашата телевизија ќе има слаба карика. Значи, не може лидерот тоа да го знае. Тоа треба заедно да се дефинираат приоритетите и да се формираат целите според предизвиците во секој одделен дел од тој систем. Добро, не знам дали сум јасна. Бидејќи не, сето ова е многу инспиративно, но бидејќи сепак познавањето за Македонија ти е длабинско, се разбира, ти си во Виена последните неколку години и не можем да кажам дека си заборавила што се случува во Македонија. Кои се шансите ова се што го говориме овдека да вистина профункционира во некој догледен период? Дали се можни тие промени за кои што разговараме, бидејќи пак ќе кажам менталитетот и културата, тоа е па сега нешто друго од еден друг дел од социологијата, од тој тип на општествените ситуации. Не се работи кои што се менуваат ниту брзо, ниту лесно. Се работи веројатно за генерацијски промени. Каде сме ние на таа траекторија? Одиме ли барем во вистинска насока или не се ни движиме каде што треба? Да. Па можам да кажам дека ние сме некоја нација на пораснати, условно речено деца, бидејќи чекаме секогаш инструкции, чекаме некој друг и мислам дека промените треба да настанат од образованието и од мали нозе, да се учат децата на самостојност и да се прашуваат како се чувствуваат, како сакаат да го поминат денот, да има некаква планирање уште од мали нозе, да си го земат животот во своји раци. Тоа мора да настане од образовниот систем, бидејќи кај нас е мала историската разлика од она Титово време, каде што нели Тито мислел за нас и се градеше еден систем на едукација, дека тоа што пишува во учебникот, како што рекол учителот, не се гради едно самостојност, одговорност и критичко мислење. За да
порасне нацијата условно речено и да се земе животот во своји раце, треба да се почувствува моќта во своји раце, контролата во своји раце и одговорноста во своји раце. А ние секогаш сакаме да ја делегираме контролата, да ја делегираме моќта, само да бараме некој нешто да направи за нас. И мислам дека тоа крупните промени во Македонија ќе настанат ако се промени и се реформира образованието, да градиме една генерација на деца кои ќе бидат прашани, кои ќе бидат чие мислење ќе се валидира и ќе бидат одговорни за тоа што го прават. Например, мене ме критикува учителката за моето дете во школа дека јас сум ја проверила тачната или дека јас сум му превела додека имало онлайн настава. Ми рече, не, оставете го. Колку што знае тој мора да се научи колку се неговите можности. Тој мора да застане на свој нозе колку што се неговите можности, не да биде тоа мој инпут там. Се смеа биде бидејќи овдека се уште главната расправа во туку-што најавениот концепт за реформи е колку ќе има историја и дали ќе се учи историја и кој век и колку ќе векови шестото. Да, знам, јас рада би помогнала, па дури и про боно за организацијски развој, тоа сум го кажала, меѓутоа не знам дали ми интерес. И да протуѓер, благодарам многу за ово освежување утринско, иако надвор не е баш топло, ама сепак едно ментално освежување за тоа како треба всушност да се менуваме и самите и да го менуваме повеќе и тој менталитет кој што од Македонија, а и не само од Македонија, веројатно од целиот Балкан прави една средина во кој што овој тип на прогресивни идеи, овој тип на новитети и како да кажем, едно прифаќање на иднината со широко отворени очи малку поспоро се одвива. Се надевам дека кога ќе бидеш во Скопје следниот пат ќе седнеме во студиото, па во уште повеќе детали ќе изразговараме оваа тема. Благодарам, Сашо. Ќе дојдам за нашиот Великден на околу 4 април и баш ќе се радувам да се видиме. Еве, смете се дека си веќе букирана, безецирана. Благодарам и убав ден ви посакувам. Благодарам.